Странците кои последнава деценија инвестираа во Охрид заминуваат од туристичката мека. Долгите административни процедури и немањето соодветна урбанистичка документација ги одвратија парите да ги вложуваат кај нас, градејќи станбени единици кои потоа се продаваа на семејни луѓе од скандинавските земји и Западна Европа. Апсолутно не можеме да седнеме на иста маса и сериозно да разговараме со потенцијалните странски инвеститори, затоа што повеќе немаме ниту услови, а ни можности. Главна кочница се уште се деталните урбанистички планови, на чие донесување чекаме со децении, вели Никола Иванчик, чија агенција склучи договор за соработка со холандска градежна групација која веднаш почна да инвестира. Пред 7 години на Охридското крајбрежје кај Пештани изградија луксузен објект, а 70% од апартманите ги купија холанѓани. И ако створевме услови, може би и тие ќе остане, ама сега и тие не останаа. Сегде, па се повлекоја, немаме тие, не може да чекаат 10 години детален урбанистички план и со административните процедури и постапки наши да тераме со години. Реакцијата нивна е вчудоведувачка. Значи, никако не може да сватат во што е проблемот што нема детален урбанистички план. Сега простор за договор нема. Се изгубија странски инвеститори од Белгија, Франција, Шведска, Швајцарија, Турција, кои беа подготвени да вложат во изграда на хотели, мотели, но и објекти за домување на атрактивни локации со целосно почитување на препораките на УНЕСКО. Охрид требаше да се насочи кон изграда на луксузни станови и апартмани, смета Иванчик. И треба тој примат да се задржи. А не да се задржи приматот на одредена групација на луѓе за лични интереси, од кои граѓаните на Охрид бенефит не гледаме. Охридската ривиера во последните неколку години беше привлечно место за странски државјани кои сакаа да купат имот во нашиот град. Има и други наши колеги, бивши суди од Страсбур, адвокати кои имаат купено станови или куќи во Охрид. Наместо да негуваме политика, да привлекуваме такви луѓе и уште позначајни луѓе, ние правиме политика овде. Потребна ни е комплетна понуда со урбанистички планови и со јасна намена на просторот. Само така ќе можеме да привлечеме странски инвеститори кои наместо кај нас сега вложуваат во околните земји. Апелираат од агенциите за посредување со недвижности.